Пред само неколку дена во пензија замина Раде Рогожаров, човекот кој категорично ги поседува сите таленти на едно место. Раде речиси 40 години беше врвен артист, шоумен, водител, музичар и човек со прекрасна душа. Сето ова на едно место ретко се сретнува, поради што и Раде го знаат сите генерации, а тој зад себе остава неверојатен печат во забавниот живот кај нас. Како ја доживеа Раде разделбата со штиците што живот значат? Како го доживуваме, како и сите кои се веќе членови, веќе востановени, како да кажам, и јас белки ќе ме примаат во клубот на пензионерите. Да ги поздравам сите, и јас како идем пензионер, да ги поздравам сите пензионери, сите наши сограѓани, сите наши гледачи на нашата Стар телевизија. Колку улоги Раде одиграл во животот и во колку представи го гледала публиката? Точниот број на представите не го знам, ама знам дека сум учествувал во сите представи безрезервно. Безрезервно се внесував во работата, безрезервно се, како да кажам, се вложував со работа, со труд, со љубов, со мерак да кога пристапуваш кон било што и кон разговори, кон средба со нашите сограѓани, со нашата публика. Во сите нив Раде покажуваше доминантност, ставајќи ги во функција сите негови таленти. Требаше ли за тоа напор или се одеше само од себе? Мора да се пристапува со мерак, со љубов. И од тука, мислам, сите нешта сами по себе ќе си дојдат на свое место, што би се рекло. Сепак, театорот на секогаш полниот со енергија Раде, театорот му беше претесен и колку и да беа комплексни неговите улоги, и тие за него беа малку. На Раде секогаш му требаше повеќе. Сцената, пеењето, театарот, тоа е се испреплетено едно со друго. Зборот, орото, муабетот, дружбите, насмевките, песните, љубовите, кога ќе ги споделиме, леле, и сите кога ќе ги потсетиме тие вредности, сите наеднаш некако живнуваме, цел народ. За Раде, публиката е живот без кој тој не може. Тој сака со неа да разговара на сите можни уметнички начини. Кон работата требаме да имаме приод чесен, многу честно да приогнеме кон се што посакуваме, кон се што замислуваме. Особено ако работата не представува пред општеството, пред сограѓаните, пред јавноста, пред целокупната, да не речам, светска јавност, затоа што нашата уметност, нашата професија дозволува контакти со сиот свет, театарскиот чин да провее јазикот наш македонски низ етерот, што би се рекло, да се чуе, да се слушне и нашата македонска песна, нашиот македонски збор, нашата македонска душа, да ја изразиме, да ја споделиме, да се дружиме, да се доживуваме со светот, да ги споделуваме вредностите. Ете тоа е. Покрај сите настапи, концерти и телевизиски емисии, сепак Раде во историјата останува и како актер во првиот македонски музички спот кој се појави на светски познатата музичка телевизија MTV. Се радуваат Супер Хикс, се радуваат сите соработници, менаџерот ми вели на MTV сме да гледаш, ми кажуваат кога што да гледам. Со нив имав многу настапи, од Словенија до Хрватска, многу средби. Во Загреб што се случи? Супер Хикс, со Супер Хикс Раде ќе одиме за Загреб, одиме во Загреб, песната Еј Раде да ти биде хит на брановите на радио и на телевизија Загреб. Сега на телевизија не држете ме за зборам, знам дека на медиумите. Хит! И сите Супер Хикс настапуваат во салата, во една убав амбиент и почнуваат со свирење, одозда цела публика скандира Раде. И јас се чудам, јас тука меѓу нив Раде се качувам на бината, тоа настана една еуфорија, цел Загреб на нозе и ме носеа на раце. На раце, потоа заврши песната и што да ви кажам, со Супер Хикс беше целата таа работа. Меѓутоа, во еден период Раде Рогожаров популарноста се обиде да ја искористи во политиката. Раде беше и независен кандидат за градоначалник на Штип. Јас и ден денес, ако сака народот, ако сака да ме кандидира, нека ме кандидира. Ако сака да ме доживеат како а ние сме сите општествено политички битија. Ние сме зоон политикон, што би се рекло. Значи, ако сака народот да се избере човек, мислам да се избере човек или да се избере група или да си било што, или веќе имаме избрани,
да ги бараат само убавите нешта. Во низата дарби влегува и нешто за кое огромен дел од јавноста и не знае, а тоа е дека Раде важеше за еден од најголемите таленти во атлетиката и гимнастиката. Раде во пубертетот можеше да трча како див конј и да изведува вежби кои за другите беа невозможни. Вика, сите трениравме и јас тренирав атлетика, атлетичарскиот клуб Брегалница во Штип. Имавме и многу професори од Кадивков до Симе Шутев, до Панде од Битола, до Томе Зелени, оние што го викаме, сите ни беа учители по атлетика. Имав многу добри, јас имам дури постигнато високото второ место на републичко такмичење, надпревар, на републички надпревар во Скопје. Леле, кога излегов таму на ова патеката, на атлетската патека, тој материјал почитувани е многу мек, одскокнува дури кога трчаш, или со шпринтерки. Леле, доживување, убавина, што да ви кажем. Многу убави спомени од атлетичарите, сите атлетичари сега Зоране, Тодорка, Зоран, леле, ајде да не ги сите атлетичари, сите нека ми простат. Раде Рогожаров е роден во Штип 1960 година. Завршил факултет за драмска уметност во класата на Слободан Унковски и сигурно е сестрано најталентираниот штипјанец на сите времиња.